Добро утро, овој пат од Скопско Лисиче, поточно од паркот Тоше Проески, нашата музичка звезда, во чие што спомен куќа ќе се одржи меѓународниот фестивал на класична гитара, Гитар Фест Крушево. Настанот почнува на 19 јуни, а завршува на 21 и деталите ќе ги дознаеме токму во продолжение од организаторот Перо Мулар. Добро утро и благодарам што сте дел од нашата утринска емисија на телевизија Телма, додека предпоставувам веќе течат последните подготовки за овој настан, па каква е планираната програма и што ќе може публиката да очекува во овие 3 фестивалски дена? Најпрво добро утро до вас и до вашите гледачи. Како што споменавте, фестивалот почнува на 19 јуни во спомен куќата на Тоше Проески. Фестивалот ќе го отвори гостин од Србија Милош Вуковиќ. Потоа во сабота на 20 јуни имаме гости од Романија, Дуартисимо, а во недела имаме најубавиот концерт затоа што има голема енергија, тоа е концертот на децата кои се учесници на летна школа за гитара, која е под менторство на магистар Васко Пиличев, а исто така ќе имаме и гости од школата на Миле Каровски од Кавадарци. Колку години поред веќе се одржува овој фестивал и каков ќе биде влезот за посетителите? Оваа година е 17 поред фестивалот. Влезот ќе биде слободен за сите љубители на музиката, значи не само на класична гитара, сите кои сакаат убава музика се добро дојдени на тој фестивал. Верувам дека овој настан има голема символика, односно емоција за вас, пред се поради тоа што вашиот татко, професорот Христо Христоски Мулар го иницирал неговото одржување, па што за него представуваше звукот на класичната гитара, дали таа љубов се обидуваше и вам да ви ја пренесе? Точно, татко ми кој е иницијатор на фестивал, Христо Христоски Мулар, тој од мали нозе свиреше гитара, се обиде да пренесе таја љубов на мене, но за жал. По моја кривица тоа не се оствари, мора тоа да го споменам. Идејата за овој фестивал да биде во Крушево беше исто така негова иницијатива. Тој учествуваше на повеќе фестивали надвор Македонија и дојде на идеја да се прави фестивал во Македонија. Почна да се одржува 2010 година во Скопје неколку години, но подоцна самата љубов кон Крушево се одлучи да го префли таму и веќе 17 година се одржува фестивалот во родното Крушево. Ќе откриеме за нашите гледачи дека вашиот татко бил своевремено и професор на Тоше Проески уште во неговите детски денови. Каква беше комуникацијата меѓу нив, Евена, што се сеќавате вие од тој период? Да, како можеби некои знаат, ја не кажам нека тој го откри, но од мали нозе што кога беше во градинка, доаѓаше кај нас дома, Тоше, татко нели го слушаше, му кажуваше. Неговата прва песна на Златно Славече беше од мојот татко, така да поврзаноста од мали нозе ја има тука. Од целата приказна и сега символиката, нели, што да кажам за жал е спомен куќа, но се одржува во неговата спомен куќа овој фестивал. За крај на разговорот би ве прашала, доколку Тоше сега беше помеѓу нас и можеше да присуствува на овој фестивал, што мислите дека најмногу би му се допаднало во врска со настанов? Што би го израдувало можеби најмногу? Тешко е да се каже, но по претпоставка дека тој ги сакаше децата и правеше за децата и него ќе му беше најголема радост тоа што толку број на деца свират на гитарата, на неговите омилени инструменти. Ви благодарам за овој утрински разговор и ви посакувам успешна реализација на 17-тото издание на фестивалот кој го организирате. И тука за крај на ова вклучување само да сумираме дека вкупно 3 дена од 19 до 21 во Крушево звукот на класичната гитара ќе ги обедини сите влюбеници во музиката и секако ќе понуди едно уникатно музичко доживување.